Во рамките на одбележувањето на својот 30 годишен јубилеј, модната компанија Магнетик го организираше уникатното модно случување Модна фузија во Младинскиот културен центар. Чекор напред кон нови урбани модни сензации, специјално подготвени модни поп-ап продавници и модна мултимедијална изложба. Ревијата е концепирана на малку поинаков начин. Со оглед на пандемијата која што имаме веќе 2,5 години, се одлучивме на малку погламурозен настан. Сакаме да ги презентираме модните брендови Twinset, Pinko и Liujo, кои што се сепак нови на овој моден пазар. И мултимедијалниот настан е малку од подруг тип. Имаме организирано пултови каде што може да се видат дел од нашите колекции на Twinset, Pinko и Liujo. И една погламурозна модна ревија имаме организирано во режија на Дејан Пројковски и кореографија на Олга Панго. За малку да дадеме друга свежина во целиот овој период што ни се случува. Најзначајно е тоа што нашиот фокус како компанија се секогаш брендовите. Овој пат сакаме да презентираме меѓу другите кои што ги имаме еден нов, тој е Twinset. Секогаш нашиот фокус е на клиентите, да им понудиме едно ново, уникатно искуство кое што за сите ќе биде нешто различно и нешто убаво. Организирањето на вакви настани, односно модни случувања е доста важно за нашата ивент индустрија, посебно по ковид пандемијата. Малку да заживее целиот град, малку да заживее целата индустрија. Сакаме да се изразиме на еден малку поинаков начин или нормално да си ја покажеме нашата креативност и да продолжиме и понатаму да организираме вакви убави настани. За режисерот Пројковски, Модна фузија е еден сосема нов предизвик да се работи на ревија која нема да биде стандардна и секојдневна. Процес на создавање во кој сите уживаа, вели Пројковски. Голем предизвик е, бидејќи на покана на Магнетик Груп се одлучивме да направиме една модна ревија која што ќе биде несекојдневна, која што беше предизвик за мене, за сите соработници вклучени, за цел креативен тим, бидејќи самата идеја да се направи една модна ревија која што нема да биде толку стандардна, нема да биде секојдневна, од друга страна предизвикот да се представат три различни бренда во една ревија и мислам дека успеавме публиката да ужива, да биде малку несекојдневно, малку да се обидеме италијанската мода, да ја донесеме во Скопје и секако да го дадеме малку специфичноста на секој од брендовите. Така што заедно со Тамара, со незиниот бенд, со манекенки, со балерини, една доста интересна екипа, мислам дека направивме една модна ревија која што прво беше вака радост за сите нас додека ја работевме, а се надевам и за публиката. Диалогот меѓу модата и музиката имал секогаш важно место во мојот живот, вели диџеј Зоки Бејбе. Кога спомна дека ми е предизвик или дека нешто ми значи фузијата помеѓу модата и музиката, не можам да не се сетам дека буквално ми значи затоа што тоа ме градело мене како личност. Значи, сакањето музика и што тие звезди носеле, како биле ексцентрични, на кој начин се бореле преку модата за многу битни прашања во животот. Панкот, например, новиот романтизам кој што е можеби многу духовит, али е многу битен во тој период и љубовта кон големите креатори, големите уметници, секогаш ми прави некакво поинакво задоволство кога работам на ваков тип настани. Овој пат имам специфична улога. Тука сум како warm-up DJ или потоа некоја мала забава. Значи немам директно учество во она што се случува. Тамара и бендот ке го имаат главниот збор на ревијата. Но мене ми е па за прв пат во ваква функција интересно и последен пат, ако веруваш, ваква функција сум имал кога не бев DJ, а бев повикан како радиски DJ да пушта музика на Модест. Така да мислам, како да ти кажам, мене ми е преемотивно ова. 2 години по почетокот на пандемијата, време во кое како да запре целиот свет,
повторно ја осознаваме радоста на секојдневното дружење, вели Пројковски. Секој настан во живо кој што се случува, како ова е голем празник, бидејќи секој настан во живо го слави животот. Всушност, враќање на секојдневиот, односно враќање на секојдневната радост и комуникација, така што во целото планирање на модната ревија и тоа како е испланиран и тој дел на забава, на дружење, така што мислам дека враќајќи се сега сите во она што го нарекуваме секојдневие и тоа како разбираме дека многу недостасувало и дека можеби понекогаш не сме го ценеле доволно и не сме се радувале доволно. Така што, еве, и ова модна ревија е, би рекол, некоја радост на тоа враќање на настаните во живо. Во текот на вечерта модно-музичкиот перформанс беше надополнет со диџеј сетовите на Зоки Бејби и Еми Ермилова.